Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани кандидати за советници на општина Тетово, денес сме тука да ја споделуваме со вас развојната визија на Националната алијанса за интеграција за Тетово на иднината. Но пред да започна со презентацијата на програмските приоритети за наредниот 4-годишен мандат, дозволете ми уште еднаш да го представам победничкиот тим листата за кандидатите на Националната алијанса за интеграција за Советот на општина Тетово. Носител на листата е доктор Асаф Абдурамани, Арлинд Муртезани, Белинда Амити, Абдулла Алили, Муртезан Лика, Флорина Мемети, Берат Мурати, Валден Ислами, Зера Мусаи, Куйтеса Байрами, Флорин Лимани, Зима Хередини, Уикан Рамани, Бесјан Ибраими, Калтрина Велија, Лиридон Диша, Виолца Фетаи, Арзул Беари, Бейза Абди, Алтуна Мемеди, Фиси Дризи, Алдина Абази, Дрин Исмаили, Лавдрин Хусаини, Имера Лили, Бирсен Јонузи Ристеми, Петрит Байрами, Ринора Шакири, Саки Плоки, Езана Беджети и Олтие Сати. Почитувани сограѓани, последните 4 години нашата општина се претвори во црна точка за тајните договори и организиран корупцијски систем. Јавниот имот се ограби, комуналните предпријатија се приватизираа, а граѓанинот беше оставен на маргините. Ова ера завршува на 19 октомври. Ние се залагаме за ново Тетово, чисто, без корупција и со 100% транспарентност. Град кој се грижи за граѓанинот, а не за теснопартиските интереси. Нашата изборна програма не е список на празни ветувања, туку конкретен план за работа со мерливи цели. Во незината основа се 3 столба: урбан развој и инфраструктура, економски развој и образование, како и дигитална, ефикасна и отворена администрација во служба на граѓаните. Урбан развој и инфраструктура. Тетово моментално има застарен генерален урбанистички план од 2003 година. Тоа создава градежен хаос и придонесува да се загуби развојниот потенцијал на градот. Наша прва задача ќе биде да го усвоиме генералниот урбанистички план 2026-2036 со домашна и меѓународна експертиза. Врз таа основа ќе изградиме зелен, модерен град во кој достоинствено ќе се живее. Клучен проект е трансформацијата на касарната во институционален центар и градски парк. Над 199.000 метри квадрати јавен простор ќе се вратат во служба на граѓаните, сите институции ќе бидат на исто место. Општината, судот, полицијата, како и голем градски парк за спорт и рекреација. Ќе изградиме и нови зелени површини покрај реката Пена, над православните гробишта, во училишните дворови и ќе насадиме околу 10.000 дрвја во следните 4 години. Јавниот превоз ќе се модернизира со нови градски линии во градските зони, како и нови линии кон селата. Јавното предпријатие ќе се снабди со нови минибуси за поефикасен сообраќај, како и со дигитална апликација преку која граѓаните во реално време ќе ги следат возните линии, доснењата и можните промени, ќе имат можност да дадат предлози за подобрување на овие услуги. Патната инфраструктура е темел на еден функционален град. Токму затоа, наш приоритет е целосна модернизација за клучните улици и нивно поврзување со околните села. Ќе го довршиме и модернизираме булеварот Благоја Тоска во двата правца, од средното текстилно училиште до окружниот тек на булеварот Илинденска и од другата страна кон населбата Дреновец. Ќе го продолжиме индустријскиот булевар кон селото Порој за создавање економски коридор и побрз пристап за бизнисите и граѓаните. Друг приоритет е влезот во градот од правец на Гостивар и овој влез од кружниот тек кај Универзитетот на Југоисточна Европа до Патарината ќе стане двонасочна улица со сите стандарди. Ќе интервенираме на историските и туристичките точки во градот. Целосно ќе се конструира патот до Тетовско кале, за ова историско место да стане подостапно за граѓаните и посетителите. Друг значаен проект, уредување и реконструкција на патот на Тетовското бањиште. Нашата цел овој пат да го претвориме во атрактивна зона за пешачите, велосипедизам и активна рекреација.
По должината ќе се постават реквизити за спорт на отворено, современо осветлување, клупи и простори за физички активности, вистинска здрава лента за сите генерации. Ќе интервенираме во секоја населба, село и населено место во општина Тетово со патни проекти, со стандарди, со сите фази на реализација за модерна и ефикасна инфраструктура. Еден од најголемите проблеми на градот е недостатокот на паркинг простор. Тетово денес е блокирано, нашиот план е многу јасен. Ќе изградиме катни гаражи во кај најоптоварените места и точки во Тетово. Во касарната ќе се изгради катна гаража со капацитет од 1000 возила, кај полициската станица, основниот суд, матична книга, женскиот пазар, општина Тетово, спортскиот центар. На сите овие места ќе се изградат катни гаражи со капацитет од по 600 возила. Но не застануваме тука, ќе го промениме концептот паметно паркирање, ќе го примениме концептот паметно паркирање со сензори и интелигентни камери. Граѓаните во реално време ќе гледат кај има слободни места и ќе плаќаат преку апликација без да трошат време, што видно ќе го намали сообраќајниот метеж и загадувањето. Постојниот договор со приватната компанија Зобермаер е штетен и неправеден. Се обврзуваме да го раскинеме овој договор и услугата за чистење и транспорт на смет да ја вратиме во јавното комунално предпријатие. Тоа значи повеќе возила за собирање на смет, поразумни цени и поефикасна услуга и во урбаните и во руралните подрачја. Ќе аплицираме на програмите на Европската комисија и ќе соработуваме со UNDP и UNOPS за модернизација на оваа служба. Што се однесува до водната мрежа, нашето решение е многу јасно. Ќе изградиме нови резервоари, ќе ги замениме оштетените цевководи и ќе воспоставиме дигитален систем за мониторинг на дотокот и квалитетот на водата во Тетово. Дополнително ќе го финализираме најголемиот ИПА проект од 33 милиони евра, проширување на канализационата мрежа и изградба на пречистителна станица за отпадни води, проект што сегашното раководство целосно го заборави како резултат на нивната некомпетентност. Тетово беше заложник на штетни концесии со приватни оператори. Ќе му ставиме крај на овој штетен модел. Концесиите ќе се прекинат и парите на граѓаните ќе се вратат во општината. За таа цел ќе го основаме јавното предпријатие Тетовски патишта, кој ќе има неколку ингеренции. Проектирање, надзор и реализација на инфраструктурни проекти и управување со јавното осветлување, како и проектирање на деталните урбанистички планови за урбаните блокови во целиот град. Со тоа создаваме потранспарентен, поефикасен, поправеден механизам за унапредување на јавните средства, за управување со јавните средства. Граѓанинот ќе знае каде оди секој денар и ќе добива поквалитетни услуги. Тетово не може да се развива без селата. За жал, руралните подрачја со години беа третирани како периферија во насока на развојот на инвестициите. Ние ќе се залагаме за рамномерен развој меѓу градот и селата, асфалтирање, уредување на селските улици, водоснабдување со вода за пиење, третман на отпадни води и отпад, како и редовни транспортни линии што ќе ги поврзат жителите на селата за брзо и ефикасно да стигнат до градот. Ќе го развиеме и планинарскиот туризам, пешачки и велосипедски патеки и одржлив туризам, бидејќи селата на Шара имаат извореден потенцијал за ова намена. Економски развој и образование. Тетово ќе стане дом на инвестиции. Ќе основаме Канцеларијата за инвестиции и Канцеларијата за ЕУ за привлекување европски и прекогранични фондови. Ќе основаме Канцеларијата за диаспората, што ќе ги поврзува нашите сограѓани во странство со нашата општина. За прв пат Тетово ќе има акселератор за стартапи и коворкинг простор за младите, платформа за нови идеи, креативци и фриленс професионалци. Во образованието знаеме дека темел е училиштето. Ќе го деполитизираме целосно образованието и ќе го вратиме стабилното и мерократско управување во образовниот систем. Секако ќе создадеме безбедни школи, школски зони со 24-часовен мониторинг во координација со Тетовската полиција.
Ќе го вратиме сјајот на Тетовската гимназија, ќе ги поврземе стручните училишта со пазарот на трудот. Ќе изградиме ново основно училиште во населба Дарданија, 2 нови градинки и спортски сали во повеќе училишта. Секоја година ќе се реновира определен број образовни објекти, ќе се создадат лаборатории, уметнички ателиеа и мултифункционални спортски терени. Наставниците ќе се освоsobуваат преку Академијата на наставници во Тетово, со редовни обуки и подобри услови за работа. Ќе отвориме општински центар за советување за родители и ученици. Ќе промовираме новата технологија во образованието, лаборатории за програмирање и роботика, дигитална библиотека, платформата Тетово Еду, паметни училници и центар за образовни иновации. Образованието ќе биде персонализирано, инклузивно и насочено кон практичното учење. Почитувани сограѓани, Попова шапка не е само убаво место за скијање или прошетка, тоа е нашето најголемо природно и економско богатство. Денес е оставена на милост и немилост со застарена инфраструктура, без визија и без управување. Ние предлагаме голем пресврт, модернизација во 4-седомски туристички ресорт, што ќе го претвори Тетово во центар на планинскиот туризам за целиот Балкан. Ова ќе се реализира во партнерство со меѓународен оператор, со искуство во управување со планинарски туристички центри, ќе се стави во функција жичарата со голем капацитет за превоз на туристи. Кај жичарата и горе во Попова шапка ќе се градат катни гаражи со паркинг места, со нови паркинг места, ќе се прошират постоечките и ќе се изградат најмалку 3 нови влезни патишта за побрз и поефикасен пристап за посетителите. Врз основа на развојниот план ќе се издадат градежни дозволи за повеќе од 20 нови хотели, а постојните капацитети ќе се реновираат и ќе се адаптираат. Најважно е економското влијание. Секоја инвестиција на Попова шапка повеќекратно се враќа во нашиот град, во Полошкиот регион, како и во целата држава. Тетово ќе добие не само економска добивка, туку и подобрен имидж, ќе стане меѓународен бренд што привлекува туристи, инвеститори и љубители на скијањето и планинарскиот туризам. Наместо ние да трошиме надвор, туристите ќе трошат кај нас во нашиот град. Овој проект ќе оживее економијата на Тетово и Полошкиот регион, бидејќи секој евро вложено таму се враќа повеќекратно за локалната економија. Тоа е нашиот модел за развој, да ги искористиме природните ресурси, за да создадеме нови работни места, благосостојба и гордост за нашиот град. Спорт и култура. Градскиот стадион ќе биде изграден според стандардите на УЕФА. Исто така ќе изградиме отворени спортски терени, мултифункционални центри и ќе започнеме традиционалната маратонска манифестација Тетово трча. Ќе изградиме отворен амфитеатар, младински културен центар, градски оркестар и ќе ги вратиме и институционализираме фестивалите Шара Пее и летото на тетовската култура. Третиот столб – дигитална и транспарентна администрација. Ќе имаме отворен буџет со граѓански консултации и онлайн платформа. Праведни даноци и олеснување за семејствата и бизнисите. Ќе ги зголемиме приходите на општината и ќе ги намалиме долговите со фискална дисциплина. Општинските услуги ќе бидат достапни на вашиот мобилен телефон преку апликацијата Тетово ап со модулот 48 часа секоја пријава за дефект во градското осветлување, дупки, улици или загадувањето на животната средина ќе добијат решение или одговор во рок од 2 дена. Ќе воведуваме смарт осветлување и сообраќај, општински дигитален асистент и целосна транспарентност. Секој проект и трошок ќе се објавува во реално време. Почитувани граѓани, нашата визија е јасна. Тетово на иднината е град на одржив развој, можности и достоинство. Град каде секоја одлука се носи заедно со граѓаните и средствата ќе се трошат во функција на подобар живот и поквалитетни услуги за нашите граѓани. Ова е нашата заложба. И заедно на 19 октомври ќе ја претвориме во реалност. Ви благодарам.
Thank you.